Си биле деца едно време, еден маж и една жена. Тие си имале една ќерка што се викала Мара. Ќерката и мајката весь ден работеле, си пределе. Еден ден ќерката и вика на мајката: "Мајко, пушти ме да одам у комшиите кај друшките. Сакам со нив заедно да си поседам и да поработам." Мајката и дала изин на Мара да оди во комшиите, ама и дала еден тагар кадели за да ги испреди. И рекла: "Маро, ако не ги испредиш каделите, јас ќе ти се сторам крава." Мара отишла во комшиите. Седела таму, предела, до вечерта не можела сите да ги испреде. Та ги вратила каделите назад дома. Арнома кога дошла пред вратата, гледа вратата затворена и почнала да клюка на вратата и да вика: "Мајко, мајко, отвори, јас сум Мара." Кога слуша однатре некаков глас на крава. Му, му, и нема кој да отвори. Во тоа време татко и се враќа од чаршија, бил на пазар. Кога дошол до вратата и тој слуша однатре едно мукање, та зел, бидејќи немало кој да ја отвори вратата, зел и ја скршил. Кога ќе влезат внатре, што ќе видат? Мајката се сторила навистина крава. И така продолжиле да си живеат Мара со таткото. По известно време таткото си се преженил и донесол дома маштеја на Мара. Арнома маштејата еден ден му рекла: "Мажу, дај да ја заколеме кравата, и онака за ништо не ни служи, само јаде, зошто забадијала да ја храниме, кога не е стелна?" И мажот се сторил кајл, та зел ја заклал кравата. И тие почнале од месото да си готват и ручек и вечера. И почнале да ја викаат и Мара: "Ајде, Маро, да ручаме, ајде да вечераме." А Мара, од кога мајка и се сторила крава, само седела покрај огништето и само буричкала во пепелот. И не сакала да стане да јаде од месото на мајка ѝ. Зашто кравата нели била мајка ѝ? Кога после јадењето ќе ги соберела Мара коските, наместо да им ги фрли надвор на кучињата да ги јадат, таја сите коски ги запретувала во пепелот, зашто сакала таму да останат. И така тоа го правела секој ден додека ручале. Еден ден таткото и мајката и викаат на Мара: "Ајде, Маро, да одиме на брак, на свадба." Мара вика: "Одете вие, јас не сакам да дојдам." И тргнале мажот и жената, отишле на свадба, а Мара си останала дома и продолжила да буричка во пепелот. Како што буричкала во пепелот, одеднаш гледа коските се сториле во златни гердани, златни обетки и многу други златни рутишта, облеки, се позлатени. Дури имало и златни чевлички. И Мара зелата на брзина се облекла во златните облеки, ги ставила златните гердани и златните чевлички и таја отишла на свадба во селото. Како влегла кај свадбата, веднаш се фатила на орото и почнала да игра. И сите почнале да се запрашуваат: "Која е ова толку убава момичка? Многу убава, многу облечена, се во злато и срба." И тогаш никој не можел да ја препознае Мара, зашто се била во злато облечена. Ете, видовте, со народните приказни секој човек се среќава уште во своето детство. Тие тогаш најмногу се сакаат. Во раното детство не изгледа неверојатно постоењето на разни надприродни суштества и сили, самовили, ламји, змејови, вештерки. Како благодарни помошници или лути непријатели на саканите јунаци од приказните. Натаму, во детството не е чудно и неверојатно што хероите од приказните го разбираат јазикот на животните и птиците, како што и овие го разбираат човечкиот говор. Никому тогаш не му се чини невозможно што луѓето летаат на волшебни килими,
на крилати коњи, што можат да се претвораат во разни животни и повторно во човек, што умираат и пак оживуваат. Со еден збор, што имаат секакви најчудни особини и способности кои обичниот смртниот човек не ги притежава. Но сите овие одлики представуваат само признаци на материјалистичкото мислење, што неизбежно било предизвикувано од трудовите процеси и од многуте појави сврзани со социјалниот живот на древните луѓе. Максим Горки на првиот конгрес на советските писатели во еден свој говор прекрасно ја објаснил оваа вистина. Овие признаци се дојдени до нас под формата на приказни и митови, во кои ние слушаме одзвуци од работата за спитомување на животни, за откривање лековити треви, за пронаоѓање орудија за работа. Уште во длабоката древност, луѓето мечтаеле за можноста да летаат во воздухот. Затоа зборуваат легендите за Фаетон, за Дедал и неговиот син Икар, а исто така и приказната за килимче што лета. Мечтаеле за забрзување на движењето на земјата, приказната за брзодните чизми. Желбата да пливаат по река побрзо од нејзиниот тек ги довела до изнаоѓање на весла и платна. Стремежот да можат да го тепуваат непријателот и зверот оддалеку послужил како мотив да се пронајде праќата, лакот, стрелата. Тие размислувале за можноста за една ноќ да се испреде и исткае огромно количество материја, за една ноќ да се изгради живеалиште, дури и дворец, тоест живеалиште укрепено против непријателот. И го создале чекаркот, едно од најстарите орудија на трудот. Го создале примитивниот рачен разбој и приказната за Василиса Премудрата. Може да се приведат уште десетина докази за целесообразноста на древните приказни и митови. Десетина докази за далновидноста на ликовното, хипотетично, но веќе технолошко мислење на првобитните луѓе, што се издигало до веќе такви совршени хипотези, например, како да се искористи силата од вртењето на земјата околу својата оска или да се уништат поларните мразови. Сите митови и приказни како да завршуваат со митот за Тантал. Тантал стои догуша во вода, го измачува жед, но тој не може да ја згасне. Тој е древниот човек сред појавите на надворешниот свет, што тој не го запознал. Јас не се сомневам, продолжува Горки, дека вие ги познавате древните приказни, митови и легенди, но би сакал да ја разберете подлабоко нивната основна смисла. Таа смисла се сведува до стремежот на древните работни луѓе да си го олеснат својот труд, да ја засилат неговата продуктивност, да се вооружат против четириножните и двоножните своји непријатели, а исто така, преку силата на зборот, со баења и колнења, да повлијаат врз стихиите и непријателските на човекот природни појави. Ете, онака значи, како што ние сме гледале на народните приказни во нашето детство, слично гледало на природата и човештвото во своето детство. Луѓето тогаш не можеле да најдат објаснувања за многу природни појави. Не можеле да разберат, например, зашто грменало, зошто светкавиците светкале, зошто растенијата преку годината се менувале и така натака. Нивната примитивна мисла на овие и слични појави им припишувала надприродни својства. Тие сметале дека и животните, и растенијата, и природните појави имаат душа и душевни својства. Според нив, се во природата живеело ист или сличен живот како што бил и нивниот. И бидејќи не можеле природата да си ја објаснат, тие ја окружувале со суеверно почитување. Вова е суштината на анимизмот, примитивното верување дека природата е одухотворена. Народните приказни за животни, кои се сметаат за најстари творби на прозниот фолклор, потем и волшебните приказни, никнувале токму од ваквите разбирања на првобитните луѓе. Затоа во овие приказни се одразени првобитните верувања и представи за природата на нашите далечни прадедоци. Во нив се што постои во природата има човечки својства и разни односи со луѓето, па действува како пријателска или непријателска сила. Затоа во волшебните приказни непознатите и страшни природни сили се представени како волшебници, вештерки и слично. Создавањето на приказните одело главно по овој пат. Дури подосна, кога човештвото излегло од
првобитните гори. Кога започнало да се формира класното општество и луѓето да се делат на класи, напоредно со појавата на различните религиозни системи, започнале да се создаваат и други видови приказни. Прво легенди, потем приказни со реални мотиви, новели и анекдоти. Првите приказни за животни започнале да се создаваат веќе во периодот на дивјаштвото. Нивните теми одговарале на тогашниот светоглед на луѓето и тие биле во хармонија со нивните погледи и сваќања за природата и животот во неа. Всушност, првите приказни морале да бидат во известна смисла натуралистички репродукции на луѓето од нивните доживувања во секојдневните допири и сукоби со најразновидни животни. Некои наши приказни прекрасно го илустрираат овој однос и сознанието на човекот за неговата надмоќ во природата. Во приказната Арсланот и Глушецот, лавот, царот на животните, откако бил претепан од човекот со лукавство, признал дека човекот е појунак од сите зверови. Приказната завршува со полка. Ете, од тој себаб се исплашиле сите зверои од човекот уште кога бил гол, без алишта, и кога немал никакво орудие. И затоа и ден денес бегаат сите зверои кога да го видат човекот. Оваа приказна веројатно била создадена во оние времења што незината поука ги наведува. Потеклото и староста на оделни приказни за животни, меѓутоа, често може поблиску да се документира. Некои од познатите приказни биле во употреба уште во стариот век кај индиците, вавилонците, египтјаните, грците. Например, спомнатата приказна Арсланот и Глушецот постоела кај старите египтјани, бидејќи е запишана на еден староегипетски папирус уште 3000 години пред нашата ера. Зашто тоа толку долго се зачувала? Секако поради силината и постојаната актуелност на низината порака, дека и најсилниот не може сам и без помош да живее. Еднаш едни ловџи во шумата фатиле еден силен арслан. Зеле јажиња, го врзале за вратот и го заврзале за еден голем дап. Еден од ловџиите отишол в град да земе појаки синџири зашто арсланот можело да им избега. Во тоа време арсланот, кога останал сам врзан за дабот, почнал да напнува сили за да може да се одврзи. Арнама никако не можел да се одврзи. И викал, тух што беламе, најден не можам да си побегнам. А до дабот имала една дупка и од време на време од дупката ќе излезел некој глушец. И тогаш арсланот ќе се налутил. А сега уште ти ми требаш, малку ми е оваа бела што сум врзан за дабот, па сега и ти ми требаш. И глушецот пак ќе се повлечел во дупката. И тоа го правил едно 2-3 пата и се арсланот ќе го избркал. На третиот пат глушецот излегува и му вика на арсланот. Арслан, што мака имаш? Кажи ми, може ќе ти помогнам. Јас, арслан, не можам да се ослободам од јажево, а ти мене ќе ме ослободиш. Гадино ни заедна. Ама глушецот му вика, ако си арслан, дозволи јас да ти помогнам. И во еден момент скокнал на вратот од арсланот и почнал да го гризе јажето за вратот. Гриз, и го изгризал. И арсланот станал слободен. И тогаш рекол, види. Значи понекогаш може и на глушец да му бидеш борчлија, при што толку сила си имаш. И така, глушецот му помогнал на силниот арслан да се ослободиш од јажето. Во својот многувековен живот и развој, приказните за животни постепено се диференцирале и вообликувале. Ликовите на животните се типизирале. Секое животно, зависно од своите физички особини и своето однесување кон други животни и кон човекот, добивало соодветна квалификација, што не секогаш одговарала на неговите вистински квалитети, туку ги одразувала човековите сваќања, односно симпатија. Всушност, методот на градбата се базирал врз принципот на контрастот, на спротивставувањето на ликовите на животните преку нивните постапки, онака како што човекот ги толкува. Например, најважните носители на нашите приказни.
Лисицата и волкот се противположни. Лисицата секогаш се прикажува како итра лиса, иако понекогаш и таа паѓа в стапица, губејќи го животот. Од друга страна, волкот, речиси секогаш во приказните измамен и надлажан, од лисицата и од други животни е глупав. Докажано е меѓутоа дека волкот е поинтелигентен звер од лисицата. Во приказните пак, во кои и човекот е присутен, лисицата често се представува како благородно животно со позитивни карактерни црти. Таа е благодарна за сторено добро, го спасува човека од други зверови и непријатели, суди праведно. Обратно, човекот спрема лисицата се покажува неблагодарен и суров. Со време, своите сознанија и искуства од постојаните посматрања на животните и нивните карактерни особини, луѓето постепено започнале да ги пренесуваат на човечките односи со соодветна идејна содржина, главно од моралистички карактер. Тогаш ликовите на животните постепено добиваат и одредена алегориска смисла, како што пишува Поспело во неговата теорија на литературата. Луѓето почнале да прават споредба меѓу карактерите на зверовите и карактерите на луѓето. Констатирале дека итроста не е својствена само на лисицата, кроткоста не само на гулабот, подмолноста не само на змијата, страшливоста не само на зајакот. Сите овие својства може да се најдат и во поведението на луѓето. И ете, од почеток во своите животни односи, луѓето почнале еден друг да се наречуваат лисица, гулаб, змија, зајак, употребувајќи ги овие имиња алегориски. Како одделен и помлад вид на приказните за животни се сметаат басните. Во нив алегоријата има поважно и поголемо значење. Со незината помош во нив во поголема мера навлегуваат хуморот и сатирата. Последнава доаѓа за да се исмее и жигосаат негативните карактерни особини на луѓето. Всушност, идејните поставки на басните се на повисоко ниво од вистинските приказни за животни. Нивната популарност се должи и на многобројните изданија на басните на Езопа во Европа. Подосна ова популарност ќе ја прошируваат и басните на Крилов, Лафонтен, Доситеј Обрадовиќ. Волшебната приказна се развила како одделен вид од приказните за животни. Веројатно кон крајот на периодот на дивјаштвото, кога и митологијата била веќе поразвиена. Зависноста на волшебната приказна од приказните за животни се гледа и од тоа што во неа се пренесени скоро сите познати животински ликови, веќе со двојна улога, почесто како верни помошници на луѓето, поретко како непријатели. Во волшебните приказни се вклучени многубројни надприродни суштества во кои човекот верувал, потем разни волшебни предмети, невидлива облека, столчиња за јадење, чудотворни ламби, прстења, средства за летање и така натака. Тие действуваат како магиски одухотворени предмети. Човечки ликови нема многу. Главни јунаци се обично најмалиот брат, секогаш најумен, или сестра, секогаш најубава, некоја зла жена, маќеја, неверна сопруга, некој цар или царица. Основната идеја во нив се сведува кон тоа дека вистината и правдата мораа да победат, а злото да биде накажано. Оптимизмот е една од основните карактеристики на овие приказни. За потеклото на мотивите на приказните се напишани многубројни студии и поставени повеќе хипотези. Особено поради фактот што еднакви или слични мотиви се среќаваат кај многу народи. Браќата Грим, прочуени во целиот свет со своите збирки на германски народни приказни, откако го утврдиле горниот факт, подпирајќи се врз утврдената вистина, дека индоевропските народи потекнуваат од едно племе, заклучиле дека еднаквоста или сличноста на нивните приказни се должи токму на тоа нивно заедничко племенско потекло и на нивната некогашна заедничка митологија. Веќе кон почетокот на втората половина на 19. век, германскиот научник Теодор Бенфај создава нова теорија за потеклото на народните приказни. Имено проучувајќи ги индиските народни приказни,
тој констатирал дека многу од тие приказни се еднакви или слични со оние што постојат кај европските народи. И тој ја постави својата хипотеза дека Индија треба да се смета за татковина на приказните, кои преку миграција преминале во Европа. Според Бенфај, овие приказни се пренесувале во Европа по разни патишта и начини, кога европските народи доаѓале во допир со незините народи. Тој предполагал дека вакви земања имало уште од времето на походите на Александар Македонски. Подосна, науката утврди дека слични мотиви се среќаваат и во приказните на народите од другите континенти, дури и кај такви примитивни племиња за кои беше сигурно дека никогаш немале никакви културни и други врски со народите на Индија или со европските народи. На таков начин слабостите на двете спомнати теории станаа повидливи. Наскоро англичанецот Едвард Тейлор ја постави својата теорија за самораѓањето на мотивите во светскиот фолклор. Неговиот заклучок се сведува на тоа дека сличноста во животот и обичаите, во поетските и религиозните системи кај одредени племиња и народи, според тоа и сличноста на приказните може да се објаснат со опшноста на човечката природа, психика и мислење и со истиот или сличен развоен пат на нивната култура. Тейлор, меѓутоа, не ги одречуваше ни можностите одделни мотиви да биле и пренесувани. Освен овие основни хипотези, постојат и други, но секако е непобитно дека не постои само една наполно точна и целосно прифатлива теорија за потеклото на мотивите во народните приказни и нивната раширеност. Нашите волшебни приказни најмногу се доближуваат по својата тематика до соодветните приказни на другите јужнословенски и балкански народи. Меѓу нив се среќаваат и многу општи интернационални мотиви. Ова сродство и оваа поврзаност лесно се откриваат со споредби. Сличностите помеѓу македонскиот фолклор, македонските народни приказни и турските приказни понекогаш фрапираат и очигледно е дека заедничкиот петвековен живот придонел за меѓусебните заемања. Турското влијание во нашите приказни, например, се огледува особено во раширеноста на мотивите за верата во фатализмот и касметот, среќата и за предскажувањата на судбината. Сепак и ваквите приказни се приспособувале кон погледите на нашиот народ и добивале негова интерпретација. Да завршиме со една наша пословица: малите приказни голем ум даваат. Кога Мара се враќала дома, минела преку една река и од мостот и паднало едното кондурче во реката. И кога царските коњаници минеле преку мостот, не можеле да поминат од блесокот што златниот чевел го давал низ водата. И тогаш влегле внатре и го извадиле златниот чевел и го однесле кај царот. Царот тогаш ги свикал сите граѓани во својата царштина и рекол: чие овој чевел, сакам да знам. Тогаш се собрале сите девојки, сите жени да пробаат чија е кондурата. Арнама на ниедна не и се фаќала. Тогаш татко и на Мара рекол: јас имам дома една ќерка, ама не е незин. Донеси ја да ја видиме, нека ја проба кондурата. Кога дошла Мара пред царот, ја обула кондурата и се фатила токму како занезе зашто била. И тогаш царот рекол: ова девојка од сега натаки ќе ми биде жена. И така Мара, што маштејата ја викала Мара Пепелашка, станала царица. Ја задумавте ли?